Здраво, здраво. Јас сум Снежана, вие се наоѓате на каналот на Снежа Мрежа Сторис. Овој канал го започнав минатата година со цел да се обидам што повеќе и што подобро да комуницирам со сите вас, со цел да си го подобрам и собствениот живот, се разбира преку споделување на мислења, чувства и сето тоа, бидејќи тоа навистина му помага на нашиот организам одвнатре. И со цел да слушнам и да прочитам, тоест, ваши мислења, нели, за моите видеа или барем за темите кои што ги споделувам на сите овие видеа. Инаку се занимавам со изработка на кутии за секаков вид и за секаква намена, веќе 5,5 години. И за тоа сум доста вака срекна и на тоа сум, како би се рекло, нели, на тоа сум горда. Се надевам дека во иднина, нели, ќе бидам една позната јутјуберка. Една позната вака, мислам, позната фаца, позната јутјуберка, по улици ќе трчаат по мене, ќе викаат Снежа, чекај малце, дај да се сликнам со тебе, дај ме еден подпис или слично, но јас ќе речам не, значи не може во никој случај. Тоа само мислам може да ви го направам во NFT форма. И додека се глупирам во почетокот на моето видео, ми текнува идејата дека денеска е 1 септември, причината поради која што го пуштив да снима ова видео. 1 септември е денот кога го испраќаме нашето прваче во школа за прв пат. Мојот син Христијан, кој што кружи, циркулира низ тоа видеата до сега, наполни 6 и 4 месеци и дојде редот и на него, значи да го запишам, нели, во школа, да биде прваче. Денеска на мојот Facebook профил сподели фотографии од првиот училишен ден. Јас лично бев буквално цел ден, како викаат, head over heels, нели, значи петици над глава над петици. Значи, стварно бев срекна, премногу срекна. Не можев да бидам, мисля дека некој доаѓа, значи не можев да бидам толку многу срекна кога се роди, затоа што кога мојот малечок Христијан се роди, се случија компликации, значи немаше место за пораѓај, беа 500 милиони жени во тој момент што треба да се пораѓаат во државна болница, буквално чекав часови со болки, со сето тоа, и потоа кога се виде дека не може повеќе да се чека, нели, бидејќи е ризично, тогаш, нели, ме породија и детево, нели, си фати инфекции, чуда, се искомплицираа работите, 20 дена бевме, што се вика, ни на небо, ни на земја, не знаевме дали детето ќе преживе, буквално така, мислам, стварно звучи грозно, ама тоа е факт. И дури не правевме ни мекици, затоа што беше толку тупо некако ние да се радуваме дома, а детево да виси на конец. Како и да е, значи не правевме никакви фешти, немаше целиот тој страшен момент го засени, да речем, ја засени таа среќа на прва рожба, нели, што би требало да се има. И денеска баш тоа вака си размислувам во себе, викам колку сум среќна, викам што го испраќам во школа, значи што ќе појде во прваче, во еден нов период, еден нов дел од неговиот, а и од мојот и од нашиот живот, нели, од на мене на сопругот, на неговиот татко. Многу среќна се осеќам. Цел ден се осеќам премногу среќна, но бидејќи Христијан не сака да се снима, не можам да го уловам денеска како рибка скока лево десно. Беше секаде и сега кој знае каде фркна таму и не можев, смислено ми беше да викам да го снимам заедно со него, нели, првачето да го снимам, ама не можам да го снимам. И викам само ќе си го снимам видеово да се одбележи така едно сеќавање на овој преубав ден, на овој преубав момент. Можам да замислам во иднина здравје Боже, која во животот ќе постигне одредена насока што он ја замислил, па и еве да речем што јас како мајка можеби сум му помогнала во некоја насока, можам да замислам колку ќе биде тоа среќно. Не се опишува ова чувство, оваа среќа, со ништо не може да се мери, баш така. Значи стварно кога се зборело дека
нели дека семејството е најголемата вредност, богатство, дека сето тоа што најголемото богатство го имаме во нашите срци, во нашите души, само тоа можеме да го споделиме, на вистина било тоа така и не било само така кажано. Инаку, јас живеам во Бутел 1. Мојата адреса, мојот пин е во Бутел 1 и детево моје ќе се запише, односно го запише во Свети Климент Охридски. Општината Бутел има доби, тоест пред пола година или така нешто беше, значи не мислам ова видео да има политика, ама фактот е тој. Пред пола година од прилика го изгласавме овој градоначалник сега што ни е, млад човек, наш комшија, мој комшија исто така, и во рокот од овие 6 месеци дечкото покажува знаци на живот, дечкото покажува политички знаци на живот, нешто што не се случило до сега кај нас во Бутел, а мислам дека и малце поширо, али добро, не можам да кажам за другите општини, за другите градови, нели, ќе се зборам за нашата општина. Нашата општина, значи, нема видено жив човек, жив градоначалник што се осеќа неговото присуство. Па така, нашите првачиња, односно меѓу нив и моето, имаше среќа да добиеме на подарок ранец со целокупен прибор внатре. И денеска, значи, кога ги носевме да бидат нели првачиња, кој каде ќе биде да се запознаеме, им доделува нели плюси ранец со школски прибор. И тој ранец изгледа многу привлечен. Според мене многу привлечен. Има една преубава виолетова и зелена боја, ама не се гледа видео, односно мобилниот ми е слаб. Малце го бледна е бојата. А инаку баш е убав и навистина е анатомски. Пишуваше на Facebook, нели, дека ќе бидат обезбедени ранчиња за сите првачиња на ниво, значи на Љубанци, Бутел, Радишани, тука сите овие што се школи, пишуваше дека ќе бидат анатомски, ама додека не го видов, нели, не може, додека не видиш, не можеш да веруваш. Си кажеш, се анатомски може би, ама на подарен кој забите не му се гледат, ама на вистина се квалитетни, убави и имаат натре во нив, како се вика, боички, колаж, острилка, моливи и така натака, значи ги опремил севкупно со потребни работи за почетокот. Значи, пак ќе кажам, криво ми е што Христијан не ќеше да се снима, иначе видеово ќе останеше како, нели, првиот школски ден на Христијан. И криво ми е што не можам да додадам фотографии, затоа што не сум толку спретна. Треба се вика, мај ќе седнам, ќе видам како се ставаат фотографии, и се така останува. Ај ќе седнам, и останува на ај ќе седнам. И така да, првиот школски ден, 1 септември 2022 година, ќе видиме како ќе поминува времето, ќе се сеќавам нели на овој ден и утре ден кога ќе го погледам ова видео, ќе речам леле, знаеш, колку брзо помина или како беше интересно или сакам да го памтам или така натаму. По тој повод му купив и торта од сладкарницата Кувертира, ето уште една втора реклама, не сакајќи, ама тоа е тоа, не се може против тоа. Беше преубава, вкусот беше преубав, некогаш знаат да не ми го погода вкусот, пошто јас сакам стварно блага тортата да ми биде, ама овој пат беше стварно блага и убава. И тоа е тоа, значи, ќе се трудам Христијан да биде добар ученик, во смисла добар и како човек и како ученик, не мора да му бидат сите петки, не мора да биде одличен, мора да биде добар. Чао, еве ги индијанците доаѓаат. Бај.